Нормално дека секоја влада која што ќе дојде за работи кои што не одговараат ќе обвинува некоја претходна влада, сите влади тоа го правеле. Зошто е тоа така? Тоа беше следно мое прашање. Некако не сакаме да признаеме или да прифатиме кога ништо е добро да се продолжи во континуитет. Имавме Бехтел Јенка, низа на критики, договорот остана, па премиерот кажуваше дека тогаш на арбитража ќе се, ако отиде ќе падне договорот. Сега се работи по истиот договор кој што беше скриен од јавноста, не се објави. БРТ-то во Скопје исто така. Сега повторно ќе се гради, граѓаните 10 години го чекаат тоа БРТ. Па БРТ-то ако ги вратите снимките, сала исто. Ако поништи договорот сега истата фирма. Ако ги вратите снимките за БРТ-то во Скопје, тогаш ќе забележите дека тоа е некаде 2020 или 2021 година почетокот и јас го презентирав договорот за заем за БРТ во Собранието на Република Македонија. Тогашната опозиција, сегасна власт беше против, во градот Скопје беа против, за да денес викаат тоа е најдобриот проект и решение. Можеше уште тогаш да се реализира. Сега реализацијата ќе чини сигурно поскапо, затоа што имаше инфлација невидена, посебно во делот на инфраструктурна градба и така натаму. Вие гледате што се случува со стамбениот квадрат и со неговата цена на чинење и со неговата продажна цена, така да можеше уште тогаш да биде направено. Амблок не треба да се одбиваат работи, државата е еден континуитет, кој што континуитет треба да се унапредува, сите процеси треба да се унапредуваат.